Евене повторно назад во студиото на утринската програма Деница на телевизија Мега. Во продолжение ќе зборуваме за неколку настани кои што беа актуелни во текот на вчерашниот ден. Преку отворен ден на активностите на центрите за ран детски развој, вчера на плоштадот Магнолија, Сдруженијето Life Start Растеме и учиме заедно го одбележа своето 18 годишно постоење. Да погледнеме како најмладите се забавуваа вчера токму на плоштадот Магнолија. Преку отворен ден на активностите на центрите за ран детски развој на плоштадот Магнолија, Сдруженијето Life Start Растеме и учиме заедно го одбележа своето 18 годишно постоење. Го одбравме овој ден, односно овој месец, затоа што нашето здружение Life Start, здружение на граѓани, Растеме и учиме заедно, веќе прославува 18 години постоење. И на овој ден ги собравме сите центри од општина Битола, Могила и Новаци, каде што функционираат овие центри. Се одлучивме за ваков настан пред се да ги пренесеме активностите од самите центри на плоштадот Магнолија, но и да се запознаат децата од општина Могила, Новаци, нашите деца кои што се во општина Битола, центрите, а тоа се центарот Веро, центарот во основното училиште Ѓорѓи Суворев и центарот за ран детски развој Бајри, што се наоѓа во населбата Бајри. Кажете ми збор-два повеќе околу сето она што е важно за раниот детски развој преку овие центри кои што се повеќе и повеќе нели се популаризира. Да, значи центрите за ран детски развој се новина во нашата држава. Представуваат еден алтернативен модел на градинка, каде што се изведуваат активностите и исклучиво едукативните активности. Центрите се замислени да не нудат целодневна грижа за децата, односно се прескокнуваат оброците, спиењето, меѓутоа главен акцент е ставен на изведување на самите активности. Децата престојуваат од 2 до 3 часа во еден центар. Центрите се отворени во зависност од каде се наоѓаат, обично од 10 часот до 12 прва група, од 12 до 2 втора група, а по интерес на родителите се работи и во попладневни смени. Колку ваквите активности придонесуваат децата да имаат една базична подготовка кога треба да тргнат во школа? Да, значи состојбата со градинките е општо позната дека навистина повеќе нема место во самите градинки, затоа кажувам дека центрите представуваат алтернативен модел кај што можат децата да се згрижат и воспитуваат. Секако дека има влијание кога истите ќе тргнат на училиште и ја знаете она стара поговорка кинеска кога планираш за една година, значи да се посади жито, за 10 години да се посади дрво, а кога се планира за повеќе години, значи да се вложува во образованието и денешната активност наша е насочена токму на тие образовни активности, но и дрвото како дел од тој воспитно-образовен процес, каде личноста треба да се изгради, значи со сите оние особини, воспитни, морални, етички и така натаму. Што е она што дечињата во моментот го работат на овие мали клупи и столчиња? Да, значи ние се потрудивме, направивме повеќе дневна беше нашата подготовка, изработивме едно дрво и маски од 2 дечиња и моментално значи ги цртат, односно ги бојат тие маски. Дали во иднина планирате слични вакви активности? Па секако, ова е самите центри за ран детски развој се новина, меѓутоа се покажа дека дружењето на децата без оглед од каде доаѓаат е извонредно и повеќе се посветуваат, барем од она досега што го гледаме, на дружење отколку на самата работна активност. Центарот постои околу 10 години. Моето работно искуство во центарот е околу 6 години. Имаме група со деца од 3 до 6 години, значи до пред да почнат на училиште. Имаме група од околу 16 дечиња. Оно што го работиме е развој на децата во сите домени, когнитивен развој, физички развој, социоемоционален развој, развој на говорот,
Кажете ми колкав е интересот конкретно во оваа општина која што знаеме дека малку е и од рурален карактер, се интересираат ли родителите своите деца да ги праќаат во овој центар? Да. Како што иди времето, се повеќе и повеќе се заинтересирани родителите да се едуцираат децата и да посетуваат еден ваков центар од ваков карактер. Колку ваквите центри представуваат една базична основа за децата кога треба да тргнат во школа? Овој центар е доста важен, значи и е голема основа за пред да почнат на училиште, затоа што се учат многу основни работи кои што понатаму се доста важни во нивното понатамошно школување. Vai ser